Од денес до 31 јануари ќе се врши тестирање, калибрација и верификација на уредите поставени за надзор на сообраќајот во рамки на проектот Safe City. Од МВР информираат дека тестирањата ќе се реализираат секој ден од 8 до 20 часот, при што за време на овие активности нема да биде дозволено поминување на возила додека не заврши постапката. Заменик министерот за внатрешни работи Астрид Исени во емисијата Клик Плюс соопшти дека казните ќе содржат и фотографии кои ќе покажуваат дали возачот имал безбедносен појас или дали користел телефон за време на управување со возилото. Po me vetë faktin që do të nxjerren në të dhënat e gjobës tash në formë vërejtjes të cilët vinë vetëm në formë shkruar dhe tabelët dhe evidenca e shkelësit normal në komunikacion, do të kemi edhe fotografi në të cilën në fotografi konkretisht do të mund shifet shembull drejtuesi i makinës se a ka pas rrip të sigurisë, аш дуке биседувар телефон. И се ни информираше дека законот предвидува мали толеранции на брзината за возачите. За брзини до 100 км на час дозволена е толеранција од 6 км на час без глоба, додека за брзина над 100 км на час толеранцијата е 8 км на час. Toleranca në 100 deri në 100 km do të jetë 6 km në orë. Kështu që saqë kemi shembull sinjalistik me 50 km në orë e lejuar shpejtësia, atëherë normalisht deri në 56 km në orë nuk do të kemi gjop të paraparë për drejtuesit e automjeteve. Prej 57 e të lartë pastaj do të kemi gjop dhe mbi 100 atëherë do të kemi tolerancë 8 km në orë, që nuk kuptohet sa që është shpejtësia lejuar 100, deri në 108 nuk do të kemi gjop. И се ни соопшти дека граѓаните ќе имаат можност да ги платат казните и онлайн, како и во најблиските полициски станици. Казните ќе бидат преполовени доколку се платат во рок од 8 дена. По истекот на овој рок, тие мора да се платат во целосен износ. Во спротивно ќе бидат испратени на суд. Тој исто така нагласи дека казните ќе бидат достапни и на албански јазик.